Со МЦМС се сретнавме во 2011 година, кога беа имплементатори на нашиот форумски процес. Резултатот на овој проектот, соработката со Македонскиот центар за меѓународна соработка, значи е токму оваа изградена патека што може да ја видите сега, која граѓаните ја избра на крајот на форумскиот процес. Се одлучија за еден поурбан изглед на кејот на реката Треска во централното градско подрачје во Македонски Брод. Благодарение на техничката помош од МЦМС, која се состоеше во набавка на опрема, софтвер, хардвер за водење на сметки за вода и сметки за комунална услуга, денес комуналното предпријатие обслужува 1400 домакинства во 15 населени места. Друг дел од техничката помош е набавка на алат за одржување на овие системи во функционална состојба. Во соработка со МЦМС ние веќе почнавме и да делуваме и да функционираме како едно јавно комунално која што ќе ја обави функцијата, односно ќе дава услуги на граѓаните на Сарајево. Првин технички ни помагаше. Вториот дел е во смисол на подршка со одржување на неколкуте семинари во смисол на усовршување професионално функционирање на едно јавно комунално предпријатие, исто така и на персоналот на јавно комуналното предпријатие. Тој проектот што беше за игралиштата, гласамо и добимо игралиште за деца. Jer интересно ово е за млади. Jer порано не су имали ништо. Како беше порано, сега 100 пута боле е за деца. Кад има тој обуку, искача тој и играв секоја група посебно и задоволни су. Не само деца, него и ние сме задоволни. Преку програмата Форуми во заедницата беа реализирани 3 поголеми проекти, тоа насловени како урбано уредување, каде што се уредени простори во 3 населени места, потоа проектот Мали спортски терени, каде што се изградени спортски терени во 3 населени места и детски игралишта, каде што се изградени детски игралишта во 5 населени места. Воспоставивме контакти скоро со сите јавни комунални предпријатија во ниво на Република Македонија. Тие јавни комунални предпријатија ни помага во смисол на од контактот што заедно со МЦМС го воспоставиме со тие јавни комунални предпријатија. Благодарение на тој алат и опрема, системите се уште се во функција и многу од битно значење ни е и таа техничка помош, благодарение на МЦМС се уште функционира. Обуките кои што беа реализирани преку програмите на Македонскиот центар за меѓународна соработка беа во вистинско време. Ние како прво вработени имавме желба за работа, меѓутоа знаења ниски. Благодарение на обуките кои што беа во општина Карвинци се инвестирани повеќе од 10 милиони евра. Тоа значи дека ликот на сите населени места е сменет. Придобивката е тоа што граѓаните и во текот на зимата, па и летниот период, може сега покрај реката слободно да се прошетат по една убава уредена патека, затоа што претходно овој дел сега каде што е патеката воопшто не беше достапен за граѓаните, не можеа тука да слезат и да се прошетат покрај реката. Значи после неколку пати поплавување на патеката, кога нивото на реката беше доста високо,
Патеката ни се покажа како доста цврста. Еве и ден денеска нема ништо поместено, се си е како што беше на почетокот кога се изгради патеката. Да има некои 30 фирми овако у Македонија како е МСМС, не треба друго. Овој ти е права фирма, за нас е.